Ке заминат ли големите салони на автомобили во историјата? Дали овие снимки што ги гледаме ќе останат само во нашите носталгични сеќавања? Ова се прашања што во овој момент ги мачат и организаторите на влијателните автоманифестации и милионите купувачи на автомобили ширум светот. Почетокот на новата декада требаше да биде пресвртница за автомобилската индустрија. После бројни години маки со развојот и усовршувањето на електрифицираните возила, тие сега конечно стигнаа до стартната линија на своите пазарни освојувања. Но за вистински да успеат во тоа, новите технологии треба да им бидат детално објаснети на купувачите, директно или преку медиумите. Идеално место за такво нешто беа салоните на автомобилите, посебно оние големите како Женева, Детройт или Париз и Франкфурт. Затоа и покрај негодувањата дека им требаат сериозни финансиски средства и ангажман на големи сопствени и надворешни ресурси, сите автомобилски производители се подготвуваа за настап барем на дел од нив. Но се случи пандемијата со коронавирусот и место резултатите од работата на развојните тимови да се покажат под саемските рефлектори, производителите на возилата мораа да пристапат кон интернетот како алтернатива. Рака на срце, тие и порано се жалеа дека новите средства за комуникација им ги отежнуваат одлуките, но сега едноставно немаат избор. На тој начин ги промораа организаторите на салоните на автомобили да ги донесат најмалку посекуваните одлуки, да ги одложат или откажат своите манифестации. Така годинава прв настрада салонот во Женева, кој беше откажан во последен момент. Следеше Детройт, кој заради пренамената во полска болница на Кобо центарот каде се одржува, не можеше да ја одржи манифестацијата закажана за јуни. Веднаш потоа, од Париз стигна вест дека во сегашните услови салонот на автомобилите не може да се одржи во замислениот формат, заради што се бараат алтернативи кои какви и да се, никако нема да може да го задржат реномето на оваа манифестација. Од оваа перспектива гледано, во најдобра позиција се салоните во Јапонија и Германија. Токискиот, кој се одржа минатата есен, веќе започна да се прилагодува на новите услови, при што од класична автомобилска изложба премина во еден вид панаѓур за целото семејство кое таму се забавуваше со надпревари во пинг-понг, трки со дронови и гледање роботи кои играат одбојка. Слична, можеби не толку радикална промена се очекува и кај ИАА, кој планира за одржување идната година веќе да се пресели од Франкфурт во Минхен. И останатите манифестации кои официјално не се поддржани од Интернационалната асоциација на автомобилски производители ОИЦА, но кои во блиското минато се наметнаа како влијателни, делат слична судбина. Затоа и сосема е јасно дека ако успеат да преживеат, салоните на автомобилите не можат веќе да сметаат на бројот на посетители кои наближуваат или надминуваат милион. Во вакви услови, биле или не биле одржани од ОИЦА, најмногу шанси имаат регионалните и локалните салони на автомобили кои ја имаат таа предност што директно се обраќаат на купувачите. Плюс на тоа, трошоците за настап на нив не ги сносат производителите, туку нивните застапници. Но како и да биде, едно е јасно. Гламурот и фасцинираноста од новиот автомобилски лим ќе биде заменет со гледање во екраните на компјутерите и мобилните телефони. А тоа во моментов кога новите автомобилски технологии се подготвуваат да го преземат приматот, автоматски ќе ги намали шансите за остварување на продажните планови. Кој од производителите колку ќе биде подготвен да се справи со новите услови за настап на пазарот, може само времето да покаже.